Уште едно убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што и овој пат се дружиме заедно во следните 30 на минути. Како и секогаш, така и овој пат веруваме дека ќе останете со нас до самиот крај, а заслужни за тоа ќе бидат денешните содржини. Што овој пат ние подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блог ви помагаме да ги препознаете квалитетите кај себе, како да се справите со сезонските вируси и кои се здравствените придобивки од костените. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блог. Ова е период на сезонски заболувања и вируси, а тоа значи дека е потребно да обрнете малце поголемо внимание на вашето здравје. На оваа тема разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Доаѓањето на есента и зимата ја зголемува зачестеноста на вирусните инфекции, вклучувајќи грип, настинка и други респираторни болести. Повеќе време поминуваме во затворени простории, кои помалку се проветруваат, што го олеснува ширењето на вирусите. Додека студеното време и намалената изложеност на сончеви зраци неповолно влијаат на нашиот имун систем. Особено се погодени најмладите и највозрасните. Па затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение со вас поделуваме се што дознавме низ разговорот со нив. Периодов сакам да се осврнам на сезонските вирусни инфекции, што се многу чести со оглед на наглите промени на временските услови, аерозагадувањето секако не смееме да го изоставиме, така да засегнати од тие сезонски вирусни инфекции се како најмалите, односно децата, така и највозрастните. Посебно би потенцирала што тие вирусни инфекции многу брзо се пренесуваат, доколку децата одат во градинка, многу лесно ќе ги пренесат дома, доколку во семејството живеат повозрасни пациенти, кај нив секако можат вирусните инфекции да направат и поголеми компликации. За таа цел е потребно пред се и да се превенира, доколку се случи инфекцијата, нормално дека треба и да се третира. Периодов заради зачестеноста на тие вирусни инфекции, без разлика дали тоа се стомачни вируси или респираторни вируси, секако дека можат да направат многу големи проблеми. Зачестени се прегледите на пациенти со вакви инфекции. Третирањето е со наша биоинформатичка терапија, со тоа што потенцирам. Подобро е да се превенира отколку да се третира. Значи, доколку луѓето сакаат да го заштитат своето здравје, доаѓаат и превентивно подготвуваме персонализирана терапија за нив, со која што би го подобриле имуниот систем за организмот да биде отпорен на овие инфекции. Доколку се случи инфекцијата, секако дека ќе биде потребно и да се третира. Со оглед на тоа дека инфекциите се многу чести во овој период од годината, направивме и една промоција на фамилиарен попуст на прегледите за да биде достапен за пошироката популација. Прегледите во Центарот за биоинформатика не се инвазивни, за нив не се потребни никакви претходни подготовки, прегледот се прави со помош на електроди и врз основа на добиените резултати, односно сликата од скринингот, се подготвува соодветна персонализирана терапија, што е безбедна за сите возрасти, како за децата, така и за највозрастните. Често пати знаеме да застанеме пред огледало и првото нешто кое што го забележуваме кај нас се секако недостатоците. Но, како да ги препознаете квалитетите кај себе, ви откриваме во следните неколку минути. Огледалото е секојдневен предмет што го користиме речиси несвесно. Кога ги миеме забите, се шминкаме, се облекуваме или лежерно го проверуваме изгледот. Сепак не е само стаклена површина што ја рефлектира нашата надворешност. Огледалото е често символ на начинот на кој се перцепираме себе си. Во него не го гледаме само лицето, телото и брчките, туку и собствената перцепција, самодовербата и емоционалната состојба. И токму таа перцепција може да биде сурова. Зошто е толку лесно да се види секоја мана, но толку тешко да се признае убавината, силата и уникатноста. Токму тоа е така наречената огледална психологија. Зошто мозокот прво ги гледа недостатоците,
Психолозите објаснуваат дека нашиот мозок еволутивно има тенденција да препознава закани, се што одстапува од очекуваното. Некогаш значеше опасност по природа, а денес истата таа тенденција е пренесена и на нас самите. Кога стоиме пред огледалото, нашиот ум инстинктивно го скенира и бара она што не е совршено. Нерамномерен тен, темни кругови, фини линии или вишок тежина. Во основа тоа е механизам на самокритика што некогаш не штитеше, а сега често станува извор на незадоволство. Дополнително социјалните медиуми и културата на совршенство го зајакнуваат овој ефект. Кога секојдневно гледаме филтрирани, внимателно избрани слики на другите, нашиот сопствен одраз во огледалото изгледа обичен, па дури и разочарувачки. Споредувањето со другите станува автоматско, а страда и самодовербата. Начинот на кој се гледаме себе си во огледалото често ја одразува нашата внатрешна состојба. Кога сме под стрес, уморни или несигурни, се гледаме себе си во понегативно светло. Во моментите на доверба, истиот одраз изгледа сосема поинако. Ова значи дека огледалото всушност не ја покажува вистината, тоа всушност покажува како се чувствуваме во моментот. Во оваа смисла, огледалото повеќе функционира како емотивен барометар, отколку како објективна мерка за убавина или вредност. Психолозите велат дека негативната слика за себе често произлегува од детството, од пораките што ги добивавме тогаш, без разлика дали се работи за критика, споредување со другите или недостаток на поддршка. Тие пораки стануваат внатрешниот глас кој продолжува да шепоти секогаш кога ќе застанеме пред огледалото. Како да се промени перспективата на психологијата за огледалото? Првиот чекор кон поздрав однос со вашиот одраз е свесноста. Следниот пат кога ќе се погледнете во огледалото и веднаш ќе забележите недостатоци, застанете и запрашајте се. Дали е ова навистина или зборува само мојот внатрешен критичар? Сватете дека овој глас не е факт, туку навика. Вториот чекор е благодарност. Наместо да го гледате вашето тело како збир на несовршености, погледнете го низ објективот на она што ви овозможува да го правите. Рацете што создаваат, нозете кои ве носат, очите што го гледаат светот. Префрлувањето на фокусот од изглед на функција доведува до длабока промена на самоперцепцијата. Третиот чекор е градење на самочувство. Зборувајте со себе како што би зборувале со некој близок. Кога ќе видите нешто што не ви се допаѓа, не го критикувајте. Разберете, уморен сум денес и тоа е во ред. Само таа една реченица може да го прекине циклусот на самозагрозеност и да отвори простор за благодет со себе. Во психологијата често се користи вежбата за гледање во огледалото, во која личноста изговара афирмации додека се гледа право во очи. Иако изгледа едноставно, оваа практика може да биде длабоко емотивна. Преку неа учиме да гледаме повеќе од физички карактеристики во нашиот одраз. Гледаме личност која преживеала, растела, се менувала и продолжила понатаму. Во моментот кога ќе престанеме да бараме совршенство и ќе почнеме да ја препознаваме реалноста со сите нејзини несовршености, огледалото престанува да биде непријател и станува наш сојузник. Затоа што вистинската убавина не лежи во симетријата или мазната кожа, туку во начинот на кој се гледаме себе си. И кога погледот што го дава нашиот одраз станува топол и разбирлив, целата слика почнува да се менува. Кога станува збор за есен, нема ништо поубаво од мирисот на вкусно печените костани, но на било кој начин да се приготвени, тие имаат навистина позитивно влијание врз нашето здравје. Па затоа во прилогот кој следува во продолжение, ви ги откриваме сите придобивки од костенот. За многумина костенот е синоним на училишните уметнички проекти во пониските одделенија. Но овој плод од групата јаткасти плодови е многу повеќе од декоративен детаљ. Додека дивиот костен кој најчесто го наоѓаме во парковите не се јаде, постојат видови кои дефинитивно се препорачуваат. Не само поради нивниот вкус, туку и поради бројните здравствени придобивки. Во продолжение ви откриваме зошто оваа есенска супер храна треба да биде вклучена во вашето мени. Прво и основно, костените се одличен извор на влакна. Конзумирањето костени може да го помогне варењето и да придонесе за здравјето на цревата. Поради ниската содржина на масти и природни аглехидрати, тој е одличен избор. Сезоната кога лисјата паѓаат, ни носи плод кој е многу здрав и вреден да се стави на нашето мени. Особено кога се во прашање хранливите материи и минерали како и витамините.
Костенот, освен што се додава во разни деликатеси, може да биде и лек. Како и другите јаткасти плодови, и костенот содржи масти, но во помала количина. Не дебеле и содржи витамини кои одлично делуваат на организмот. Здрава количина на костени дневно, за да можете да ги добиете сите негови придобивки и позитивни својства, е 85 грама. Освен тоа, костенот е богат со витамин С, што го прави вистински сојузник во зајакнување на имунитетот, особено во студените месеци. Витаминот С му помага на телото да се бори против инфекциите и го поддржува здравото функционирање на кожата и крвните садови. Богат е со минерали како калиум, фосфор и магнезиум, кои придонесуваат за здравјето на срцето, регулирање на крвниот притисок и одржување на цврсти коски. Костенот содржи антиоксиданси кои помагаат во борбата против слободните радикали, забавувајќи го старењето и штитејќи ги клетките од оксидативен стрес. Редовното конзумирање може да придонесе за намалување на воспалителните процеси во организмот, а благотворно делува и на метаболизмот на шеќерот во крвта. За оние кои ја следат линијата, костените се одлична алтернатива за стандардните грицки, бидејќи обезбедуваат чувство на ситост додека содржат помалку калории и масти. Како што веќе рековме, костените се богати со витамин С, кој е клучен за производство на колаген, протеин кој ја одржува кожата цврста, еластична и младешка. Содржи антиоксиданси кои помагаат во борбата против слободните радикали, го намалуваат воспалението и го забавуваат старењето на кожата. Минералите како што се манган, бакар и магнезиум поддржуваат здрав раст на косата, додека горе споменатиот витамин С помага во апсорбција на железото, што е важно за спречување на опаѓање на косата. Костените се добар извор на минерали и витамини од групата Б, кои ги зајакнуваат ноктите и ја намалуваат нивната кршливост. Редовното конзумирање костени може да придонесе за поздрави подцврсти нокти, особено кога се комбинираат со други хранливи состојки. Ова овошје можете да го јадете варено, печено како пире или подготвено во чај. Во било која форма ќе го почувствувате неговиот интересен вкус и ќе ги добиете сите нутритивни вредности. Познато е дека костените помагаат при проблеми со дигестивниот систем и бубрезите. Чајот од костен помага при симптоми на астма и бронхитис. Важно е да се знае како да се разликува дивиот костен од домашниот, бидејќи дивите костени не се јадат. Без разлика, од него се прават разни тинктури и креми, бидејќи е и многу лековит. Подготовката на печени костени дома е едноставна, а резултатот е топла ароматична закуска, која можете да ја јадете самостојно или да ја додадете во различни рецепти. Прво изберете свежи костени и измите ги. Пресечете го секој костен со нож, за полесно да се вадат лушпите откако ќе бидат готови. Ако ја користите рерната, загрејте ја на 200 степени и ставете ги костените на плех, со исечената страна свртена нагоре. Печете 20 до 30 минути додека кората не стане крцкава, а внатрешноста мека. Протресете ги или вртете ги од време на време за да се испечат рамномерно. Алтернативно, можете да ги испечете во тава со дебело дно или на скара. Ставете ги под капакот на средна температура и печете 15 до 20 минути, повремено мешајќи ги сите костени, за да добијат изедначена златна боја. Откако ќе се испечат, оставете ги малку да се изладат и излупете ги. Кората и тенката кора внатре полесно се отстрануваат додека се топли. Посолете по желба и на здравје. Есента е период одличен за патување. Иако ги разгледувате само оние дестинации во кои е топло дури и кога кај нас времето е студено и знаете дека ќе ви го испразнат паричникот, време е да се посветите и на оние поблиски дестинации кои со сигурност ќе ви го наполнат срцето, а нема да ви го испразнат паричникот. Ќе ве прошетаме низ неколку такви европски блиски дестинации, па вие одберете ја својата. Една од најпопуларните дестинации за патување во овој период од годината е ориенталниот Истанбул. Единствениот град во светот кој се простира на 2 континента. Еден од највозбудливите градови во светот, мултикултурниот Истанбул, е препон со туристички атракции и единствен карактер. Лесно ќе се вклопите во динамичниот живот таму и неколку дена сигурно ќе бидат многу малку за да видите се што тој има да понуди. Па дефинитивно ќе ве примами да се вратите барем уште еднаш. Шетајќи низ Истанбул,
ќе прошетате низ неколку различни епохи преку бројните палати, џамии, градби кои сведочат за генерацијскиот развој низ бројните империи. Ако треба да се издвојат само неколку значајни места за посета во Истанбул, тогаш тоа сигурно би биле плоштадот Таксим, палатите Топкапи, Долмабахче Сарај, затворениот пазар Капали Чаршија, Аја Софија, да се прошета низ османлиски и византиски Истанбул и секако да се крстари по Босфорот и да се посети азиската страна на градот. Купете си топол геврек, испијте шолја чај, релаксирајќи се гледајќи во морето. Направете добар шопинг, а вечерта резервирајте ја за една од најлутите забави какви што може да доживеете само таму. Турците едноставно знаат како да го направат вашето патување посебно. Ништо помалку возбудлив не е ниту градот на светлината, а воедно е одличен за посета во доцните летни денови или на почетокот на есента. Париз е градот на љубовта, градот на уметноста и културата. Со своите шармантни улици, прочуени палати, прекрасни паркови и прочуена храна и вино, навистина е една совршена романтична дестинација. Главниот град на Франција и најголемиот во неа е сместен на реката Сена во северниот дел на земјата и е најразвиениот деловен и културен центар со векови. Преку 50 милиони туристи секоја година го посетуваат Париз, а има и зошто. Има небројни активности на кои може да ги потрошите деновите во една од најатрактивните светски туристички дестинации. Но бидејќи деновите се секогаш броени, како најважни би ги издвоиле секако Ајфеловата кула, Лувр, Нотр-Дам, Монтмарт. Крстарете по реката Сена, шетајте по познатите париски улици. Напијте се кафе во шармантните кафулиња. Од Париз едноставно не можете да не бидете воодушевени, а идеален за посета е во овој период од годината или на пролет. Во овие сезони атрактивна дестинација е и градот на модата, историјата, кралевите, културата, спомениците. Рим е меѓу ретките градови во светот кои успеаа да останат стари, а сепак да станат модерни. Еден цел ден би ви бил потребен за само да ја прочитате листата на занимливости и знаменитости вредни за посета. А за сето тоа темелно да го разгледате, би ви требало многу повеќе време. Ке ви помогнеме да ги селектирате оние кои никако не би требало да ги пропуштите ако некогаш се најдете во главниот град на Италија. Еден од нив е Пантеон. Иако стар повеќе од 2000 години, ова е една од најсочуваните градби во вечниот град. Осмислен како храм на сите богови, што и самиот негов превод значи, содржи голем број скулптури на 7 врховни богови. Ништо помалку вредна за посета не е ниту Сикстинската капела, изградена во периодот помеѓу 1475 и 1483 година, по барање на папа Саксто IV. А одвојте време и за тврдината Сант Ангело, изградена на десниот брег од Тибра. Рим е прочуен и по својот Колосеум со капацитет од околу 50.000 места. Од 2007 година Римскиот Колосеум е сврстен помеѓу 7 нови светски чуда, што сигурно додатно ќе ве заинтригира да ја почувствувате неговата магија. Освен главниот, Италија има и други градови кои мамат со своите приказни и архитектура. Едни од нив се Венеција, градот на љубовта, маските, градот кој со тесните улички и канали, различен од сите останати, и градот Верона, надалеко прочуен по многу нешта, меѓу кои по приказната на Ромео и Јулија. Без да потрошите многу пари, некој од септемвриските викенди може да ги потрошите во прошетка низ градот за кој многуми навелат дека е вистинска престолнина на Источна Европа и бајка која трае повеќе од 1000 години. Низ Будимпешта се преплетуваат минатото и сегашноста,
а магијата од старите времења се чувствува речиси на секој чекор. Некои Будимпешта го нарекуваат и Париз на Источна Европа, споредувајќи ги со вонвременската архитектура и богатото културно наследство. Она што мора да го посетите таму се секако 9 величествени будимски мостови, Будимскиот замок и рибарскиот бастион, зградата на парламентот, улицата Ваци и булеварот Андраши. Иако не посетите една од нивните чарди и не навлезете во раскошната кујна, како да не сте ја посетиле Будимпешта. А вечерните часови искористете ги за крстарење по Дунав. Од другите познати европски дестинации, идеални за посета во овој период од годината би ги издвоиле и Барселона, Виена, Милано, Лондон, Прага. Секоја од нив има посебна магија и ќе ви донесе едно посебно доживување. Нека бидат на вашата листа дестинации кои мора барем еднаш да ги видите. Ниедна нема да ве разочара во никој поглед. Нема да погрешите која и да одберете. Ни значи тоа што и овој пат останавте со нас до самиот крај во овие 30 на минути. Тука завршува денешното издание на Урбан Блок, но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме повторно следната недела со нови содржинија. До тогаш не заборавајте да бидете урбани.